Колега Милошевски, јасно е дека овој закон е предизборен договор, многу јасно и многу чисто. Лично кон мене има некој обвинување дека сум бил против албанците. Ова битка и овој закон и овие дискусии се лични наши и се против, не се против никого, туку уште еднаш се повторува историјата, тоа е македонска битка. Ние имаме Социјалдемократски сојуз, предлага еден закон со поддршка на Али Ахмет, со поддршка на Дуи и меѓутоа нити еднаш не си кажавме нешто лошо, иако некој сака да импутира. Минатата година имаше некои случаи во Скопскиот регион и јас како спортиста се собравме сите спортисти од македонска, албанска, турска, ромска националност, од цела Македонија и помагавме. Гор сум на тоа, некам да ги спомнам луѓето, еминентни, квалитетни спортисти, затоа што не знам дали сакат да ви спомнете во овој случај. Меѓутоа, покажаме хуманост, единство како луѓе, како граѓани, кога имаат проблеми луѓето во Македонија, сите заедно да им помогнеме. Сум гласал 6 буџети, од кои се и за македонците, и за албанците, и за сите. Многу проекти. Мене ме загрижува сега што ова влада ја стопира болницата, клиничката болница. Тука е лошото и за македонците, и за албанците. За кого ќе беше таа болница сега? И патиштата ќе ги стопират. Не сакам да бидам сватен погрешно, меѓутоа ако ми дозволите, јас ќе излезам малку од рамките на ова. Би сакал да го прашам господин Али Ахмети. Јас не го знам албанскиот јазик. Зошто вие не сакате да го говорите македонскиот јазик? Зашто сме ме навредиле вас? Сакам искрено. Само така ќе... Прво, го немаш тоа право да го прашаш. Што еш да го прашаш? Пратеника како и тебе и предлог законот ние на Али Ахмети тука. Ако може да продолжи. Да, благодарам. Има една работа околу целиот закон. Сакам да прашам. Стево Педаровски рече дека е максимален овој закон. Не треба да се лутиме, искрено. Треба да градиме соработка. И е нудам соработка. Милошевски, имате реплика со Милошевски. Стево Педаровски вика максималистички ова барање. Димков. Беса вика недоволно. ДПА бара друг закон. Дали со овој закон, еве што се нуди господин Милошевски, ќе се решат сите проблеми јазични? Дали со тоа ќе се реши целата ситуација? Ние мораме и заради тоа ве замолувам од искуството што го имате вашите политичари од другата страна, и нашите, и на Социјалдемократски сојуз, и на ДУИ, да седнат таму, има квалитетни луѓе. Добро ја водат партијата ДУИ, добро ги водат Социјалдемократски сојуз, имаме и ние квалитетни политичари. Треба да седнеме и да разговараме. Треба да направиме единство. Овој закон ќе го продолбочи јазот. Имаме ситуација каде што македонските граѓани се загрижени, се вознемирени. Можеби ние сме придонеле со тоа. Сме кажали нешто надвор од сета таа ситуација, сме сватени погрешно. Меѓутоа, морате да ги сватите. Ние победивме изборите, имаме 51 пратеник, повеќе сме од тоа. Треба да сватите дека мнозинството на граѓани кои дале концепција дека пред избори сме рекле дека ќе направиме така и така е тоа. И затоа ќе треба да се разговара, не треба да се брзат некои работи. Благодарам.